Благодарам, почитуван председавач. Почитувани пратеници, македонска јавност. Навистина е чудно што деновиве слушаме лекции за задолжување токму од оние кои што 7 години владење го удвоија јавниот док на државата, а при тоа оставија економски раст од едва 2%. Разликата денес е јасна и видлива. Оваа влада не се задолжува за да крпи дупки, туку за да обезбеди стабилност, да ги сервисира наследените долгови и да инвестира во развој. Пред нас не е одлука за неодговорно задолжување, туку одлука за стратешко и внимателно управување со јавните финансии во услови на глобална економска неизвестност и сериозни обврски кои државата ги наследила од минатото. Овој заем не е земен во 4 очи, ниту е резултат на импровизација. Постапката е целосна законска, институционална и транспарентна. Министерството за финансии контактираше 14 реномирани меѓународни банки, пристигнаа 8 понуди и беше изберена најповолната понуда според цена, структура и сигурност. Тоа е пример како се штитат интересите на државата. Опозицијата свесно премолчува дека во 2025 и 2026 година има обврски од околу 2,5 милиарди евра, меѓу кои еврообврзници од 500 и 700 милиони евра. Тоа се долгови кои што се создадени во минатото, а оваа влада има обврска навремено да ги сервисира. Одговорна влада не чека проблемите да експлодираат, туку управува навреме за да нема ризик за стабилноста и буџетот и економијата. Фактите се многу посилни од политичката паника. Најбитно е да се знае дека за оваа задолжувања и овие средства од овој кредит нема да завршат во непродуктивни трошоци. Тие се насочуваат кон капитални инвестиции, инфраструктура, поддршка на општините и поддршка на домашната економија. Со тие средства се градат патишта, водовод, канализација и се обезбедуваат подобри услови за живот на граѓаните. Да беше државата нестабилна, како што кажуваат од СДСМ, сериозни европски и меѓународни финансиски институции немаше да дадат средства под вакви услови. Напротив, рокот на оплатата од 7 години и интересот на меѓународните банки се јасен доказ дека инвеститорите имаат доверба во стабилноста на македонската економија и во политиката на владата. Затоа, кога опозицијата нема економски аргументи, останува само празна политичка реторика и создавање на паника. Но граѓаните ги гледат резултатите, редовно сервисирање на обврските, стабилни јавни финансии, економски раст и инвестиции што создаваат развој. Ова е политика на одговорност, на стабилност и на развој. Ви благодарам.